Нов трик смислија измамниците од утринава и го пласираат преку СМС пораки. Мамката овој пат им се 100 евра. Во описот на измамата стои дека владата доделува парични средства во износ од 6150 денари за да се амортизира лошата состојба, поради што граѓаните треба да ги дадат нивните лични податоци. Од владата вела дека такви пораки не се испратени од кај нив и дека станува збор за фишинг измама која е пријавена и по која соодветните служби веќе постапуваат. Доколку граѓаните добијат или веќе добиле порака со ваква или слична содржина во која се посочува владата како испреќач, истата треба да ја сметаат за лажна и да не кликаат ниту на дадените линкови, ниту да одговараат на пораките кои ги добиле. Велат од владата. Во вториот дел од владината реакција стои: апелираме до граѓаните да не наседнуваат на лажни пораки од странски телефонски броеви и мејлови и да не ги даваат личните податоци. Граѓаните треба да бидат внимателни и одговорни околу своите лични податоци. Стои во објавата на владата на Македонија. Оваа нова стапица за граѓаните е кој знае која поред во последниот период, бидејќи претходно се нудеа пакети кои треба да се подигнат од Македонска пошта, легализација на земјиште за 1,5 евра и друг вид на измами.